24 август е голем ден за Македонија. Празник што се вика, во календарчињата треба да биде пишан со црвени букви. Тој датум во иднина ќе биде познат како Свети Артан Чаирски, заштитник на оние што веруваат дека функцијата е привремена, а слободата трајна. На 24 август треба да почне судењето за некогашниот вице-премиер на ДУИ Артан Груби. Не само вице-премиер, туку сакаше да го викаат прв вице-премиер. Тоа се вика комплекс или по скопски кажано курч. Кој можеше да помисли дека по толку курчење, мавање со камења на кале, играње фудбалче во кабинет, дека ќе дојде денот Груби да влезе во кривичниот суд и тоа како обвинет. Обвинителот Даниел Коцев виде не виде, во последен момент поднесе обвинение. Не оти сакаше, ама ќе беше ептен очигледно. До душа обвинението е намалено, за народски кажано Артан и другар му препари да не можат многу да го јадат. Злоупотреба на службена положба. Може да добие максимум 5 години, а може да се излече и со условна казна. Судиката Билјана Шуплиновска Јовески ќе има тешка задача со вакво килово обвинение. Зар некој верува дека Артан бар една ноќ ќе преспие во Шутка или во Идризово? Ај што обвинението е скроено по мерка на Артан, туку Груби кон средината на октомври може да не поздрави од слобода, бидејќи во притвор може да биде уште максимум 2 месеци по поднесувањето на обвинителниот акт. Убавина, ама пасошот ќе му бил одземен. Бре, голема работа, па тој првиот пат кога бегаше не му требаше пасош, на Артан сите врати му се отворени. Менторот на Груби пак, откако слушна Абер дека Хак наскоро може да го повика, се однесува како грк во апс, се препелка, заканува, отвора стари рани. Pyetje ndarja. Po, unë kam pas projektin e ndarjes, zoti Buçkovski, dhe kam pas prej autoriteteve të larta. Dhe unë nuk e kam pranuar, sepse shqiptarët e Shkupit nuk do ishën me mu bashkë. Unë do isha Shqipëri, zoti Milo. Por Shkup, Kumanov, Struk, Kërqov, Prilep, Velez, të gjithë do ishën jashtë kufive të Shqipërisë. Али вели дека во рака го имал документот за поделба на Македонија кој бил одобрен од странците, ама тој не го прифатил бидејќи многу ја сакал Македонија. Ако ја поделиле државичкава, зајас ке бил под Албанија и тој ке немал гајле, ама во друга држава ке подпаднеле Скопје, Куманово, Велес, Кичево, Прилеп. А за Али цело е кога има се. И додека Али Миротворецот ги кажуваше плановите од воената 2001 година, министерот за одбрана од тоа време, Владо Буçковски, климаше со главата и одобруваше. Прекрасно. Ова е исто како по 10 години некој руски командант да раскажува како ги освојувал Киев, Донецк, Запорожје, а украинскиот министер за одбрана да седи до него и да клима со главата и да вика: да, така беше. Македонија е под закана на еколошки тероризам. Речиси е невозможно во десетина градови одеднаш водата да биде загадена. Или може би е можно, ако некој во опозицијата конечно открил како се меша политика со Ешерихија Коли. Ете и оние кои ги приведоа да кажат од кого добиле информација дека водата во Скопје има Ешерихија Коли, се прават на удрени. Опозицијската Ешерихија најтешко се лекува, за неа нема антибиотик. Можеби лекот е само избор. Тоа се истите тие што по Facebook групи шират паника, прават хехенца и шеги дека кризниот штаб пиел вода во гостивар и дали чашата вода што му ја донесоа на градоначалникот на Скопје била од чешма или кришум му ја туриле од шиша. А обичниот човек пак не знае чие масло е ова, па во паника купуваше флаширана вода од маркетите. Фалеше уште да почне да се снабдува со тоалетна хартија и сеќе беше исто како во короната. Може да замислам како дошле до идеја во опозицијата да шират паника. Се собрал крижниот штаб и се прашал: како се анкетите? Тапа. Рейтингот не мрда. Што имаме? Ништо. Добро, пуштајте муабет дека водата е загадена. Ако не фатат, ќе кажеме дека власта е крива. Туку Венко нека се враќа од одмор и нека си ги прибере децава. Се заигра. Едни ја спасуваат Македонија од поделба, други ја спасуваат од загадена вода, трети од обвиненија. Само народот никако да се спаси од нив.